Политичарите треба да ги потиснат амбициите и да ја гледаат иднината на земјата, порача поранешниот председател на Хрватска Стипе Месиќ, говорејќи за политичката криза во земјава. Според него вообичаено е околу секои избори да се прави политичка криза, но откако ќе завршат изборите секогаш доаѓа до помирување и стабилизирање на државата. Затоа е неопходно, како што рече, политичарите да се откажат од некои своји претерани барања. Проблем е само у Македонiji što je prošli su izbori. Проблем во Македонија е што поминаа изборите, а општеството остана поделено на средина. Сега треба да се направи тој чекор, паметниот да попушти и да се дојде до комуникација. Pa ako bi ostala situacija kakva je sada... Ако остане ситуацијата каква што е сега, тешко е да се очекува еден сериозен економски развој, затоа што сегашната политичка криза ги држи во рака сите оние што треба да одлучуваат за економијата. Сите го очекуваат развојот на политичката криза и затоа политичарите треба да бидат свесни дека тие сега го попречуваат развојот и на општеството и на економијата. Може би кај вас во Македонија, проблемот е што не е уставно правно решено прашањето кога ќе завршат изборите, во кое време мора да се формира влада и после тоа ако не се формира се оди на нови избори, затоа што граѓаните немаат време за чекање. Со сличен став и поранешниот премиер на Црнагора Мило Џукановиќ. Тој смета дека политичката стабилност и општествениот консензус се неопходни за земјава да оди напред. Поделбите се очигледни во Македонија, но се плашам дека се подлабоки не само овде, туку и во регионот, рече Џукановиќ. Македонија за жал представува еден пример за тоа што зборував. Поделеноста на општеството гледана од озгора може да изгледа и како поделеност помеѓу власта и опозицијата и поделеност меѓу оваа и онаа партија. Се плашам дека се работи за посериозни и подлабоки поделби, не само во Македонија, туку и во регионот, помеѓу оние кои навистина го гледаат патот кон освојување на европските стандарди како единствен исправен пат за сите наши општества. Значи напуштање на она што го следевме во целата наша историја и заостанувавме зад Европа, и оние другите кои се плашат од нови предизвици, истовремено останувајќи неспремни да ги усвојат новите знаења за да одговорат на новите предизвици, при што се обидуваат да го зачуваат општеството во она што со векови заостануваше. Јас мислам дека таа дилема мора да се изостри пред граѓаните и да им се помогне при нивното изјаснување на изборите и да дадат јасна подршка на оној кој е за развој и на Македонија и на Црнагора, но и на регионот во целина, и да се обезбеди политичка стабилност без која нема економски раст и нема општествен развој во целина. Џукановиќ смета и дека сега државите од Западен Балкан треба да ја преземат иницијативата да бараат Европската Унија да ги интегрира, не со исполнети стандарди, туку силни и со сите реализирани реформи.